Може би сте виделе, имаше објава од женски пилотки како бомбардираат во Газа со слоганот Жена, живот, слобода. И тоа е интересно како системот секогаш успева да ги земе сите автентични идеи, мисли, пораки и да ги претвори во нивната суштинска спротивност со тоа што ќе ги употреби во сосема погрешен контекст. И тогаш луѓето губат допир со потеклото на слоганот, со вистинското значење и така цел системот го диктира наративот постојано. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Џејлан Велио. Жин жијан азади, односно жена, живот, слобода, е слоганот кој што се појави, да кажеме, пред околу 3 години. Сигурно постоеше претходно, но стана светски популарен после смртта на Махса Амини, односно Џина Амини, курдска девојка во Иран. Денес околу ова прашање, односно женското ослободување и женското организирање, ќе разговараме со другарките Марија Арсенкова и Јована Герасимовска. Здраво, другарки! Здраво, Џејлан. Добро дојдовте во Гласни идеи. Фала ти многу што ме покани. Фала ви вас. Па прво би сакала еве да разговараме околу тоа за ова што го кажавме жин жијан азади и за терминот джинеологија, од каде доаѓа и која е потребата од таа наука. Слободно која сака. Јас можеби би отворила со објаснување на слоганот, бидејќи тие 3 збора, колку и да се навидум едноставни, секојдневни, се всушност ја срочуваат суштината на целото курдско движење и курдскиот феминизам. Како наједноставно може да објасниме што значи жена, живот, слобода, за мене пораката е дека жените од секогаш го бранеле животот и како такви се единствени што можат да извојуваат слобода за целиот жив свет. Значи не само за луѓето, туку и за целата планета воопшто. Според тоа можам да кажам дека баш поради тоа што е едноставен, а содржи во себе толку моќна порака, толку лесно потфаќа и се шири, како што кажа и самата, по смртта на Џина Амини оддекнува низ целиот свет. Инаку е претходно долго време слоган на самото движење. И може би уште една работа за слоганот, како на крајот, или не на крајот, не е крај воопшто, меѓутоа еве во моменталниот актуелен геноцид во Палестина, како е злоупотребен од израелската држава. Може би сте виделе, имаше објава од женски пилотки како бомбардираат во Газа со слоганот Жена, живот, слобода. И тоа е интересно како системот секогаш успева да ги земе сите автентични идеи, мисли, пораки и да ги претвори во нивната суштинска спротивност со тоа што ќе ги употреби во сосема погрешен контекст. И тогаш луѓето губат допир со потеклото на слоганот, со вистинското значење и така цел системот го диктира наративот постојано. Како и многу други слогани до сега што се превземени и затоа мислам од една страна некоја се вели некој термин е застарен, не треба да го користиме. Секој термин и слоган може да биде некога застарен, исто и овој термин може некој да биде застарен, но ипак мислам дека нашата задача е да ги објаснеме и од каде потекнуваат и која е нивната суштина. Дека се е злоупотребливо во системот во кој што живееме. Да. Јас би се надокнадила на тоа што го кажа. Интересно е што, пример, тој термин жин жијан азади и таа така наречена женска наука што ја влеча за себе, они го кажуваат женологија преведено на нашки. Имаат сватено дека го представува женското тело како првата колонија кога се случувало заробувањето и масовно се сменува политичкиот систем од феудализам во капитализам и впрочем и настанува таа наша неслобода. Кажуваат дека женското тело е првата колонија и така го сваќаат дека секој систем подоцна патриархалноста, капитализмот ја реплицира, односно ја повторува ова оригинално заробување, затоа што прво нешто што треба да се случи за ти да имаш капиталистички систем е всушност да ги заробиш жените, за да имаш репродукција и продукција на тоа што ти треба за еден таков крвожеден економски систем да може да се одржи во функција. Да, знаеме дека порано, пример, светот не почнува од патриархатот, туку имало и матриархат, што денес
либералниот феминизам можеби тој матриархат малку поразлично го дефинира како владење на жените, а всушност било не владење на никој. Матриархат било поради тоа што се знаело родот како один или потомството и слично. И тоа исто така има директна врска што викаш ти со промената на економските модели, бидејќи додека немало капитализам и класно општество, еднаквоста постоела. И исто така првата поделба на трудот настанува меѓу мажот и жената, но тоа се последици на промената на економската структура. Така што ги живееме и денес. И денес, дефинитивно. Тоа е еден таков крвожелен систем и многу се ослонува особено на жените затоа што со самата потреба за да имаш таква масовна економија каде што масовно треба да произведуваш, се заробува се што е живо и од таму поттекнува и животот, затоа што прво нешто што се одзема е земјата. Земјата им се заробува на луѓето и луѓето се приморани да се го продаваат интегритетот на телото како труд за да може да се одземат во живот. И баш тука е мојкна таа конотација помеѓу жената и животот, особено затоа што пред да настане капитализмот, секоја форма на репродукција на животот била главна на матриархална улога на жените. Не во смисла на тоа жена, мајка, кралица, како со што сме навикнати, затоа што вообичаено се работела, земјата била обработувана и медицината била обработувана од жените. Тоа било нешто што се учело во таквото уредување, што не е ова момент да кажеме дека ние треба во тие времења да се вратиме како такво, туку едноставно само да укаже во кој момент како се заробува и во што се претвара, затоа што многу таа наша историја е избришана и не се кажува како таква. И особено овој дел. Токму тоа е поентата на женологијата во суштина. Меѓу другото, женологијата се нарекува себе си наука за животот и жените и општеството. И всушност за курдскиот феминизам можеби најсилната алатка или најважниот аспект на женската борба е реоткривање на женската историја која што е систематски сокривана. И од таму всушност, поради тоа што ние не сме свесни, јас се сеќавам на времето кога воопшто се немав разбудена за овие идеи, ја чувствував опресијата на жените многу длабоко во себе, како ја чувствував колективната свест на жените обременета од целото зло што го имаат претрпено и целото насилство, но бев просто премногу лута на моите другарки жени што не се бореле посилно за тоа. И дури како сватив дека тоа не е воопшто вистина, дека тоа е всушност дека се бореле и тоа како и тоа од секогаш. Дури тогаш ја повратив всушност вербата во женскиот род и љубовта за женскиот род. Значи, бидејќи патриархатот нормално дека делува и низ жените, тоа секако дека е така. И една од неговите најголеми заблуди што има создадено е дека жените всушност си се непријателки една на друга и треба постојано да се надпреваруваат за која ќе го добие подобриот маж, така. И со тоа разединување и индивидуализирање на жените и повторување на пропагандата дека жените се послаби од пол, дека жените се не заслужуваат или немаат што да се мешаат во политичкиот живот, жените се приватизирани во своите домови, но истовремено и во својот менталитет се одвоени од други жени и не ја чувствуваат таа солидарност и таа сила. Но кога само малку ќе дури и прочитаме нешто за женската борба низ историјата, тоа буди за мене лично, верувам дека за многу од вас е така, неверојатна сила и енергија и храброст всушност да се спротивставам и да делувам заедно со други жени. Апсолутно, да, како од минатото барем кај нас имаме светол пример на АФЖ, но исто така патриархатот капиталистичкото општество, односно класното општество, создава надпревар меѓу сите луѓе. Така што како што има надпревар меѓу жените, има и меѓу мажите, и жените, значи на работа, на училиште, во некој колектив каде што се секаде, за жал тоа веќе во свеста ни е вградено дека треба да се надпреваруваме, баш во еден говор твој тоа го спомна. Да, сега околу ова што го кажа дека жените треба заедно да бидат окей, да, јас сметам дека сите луѓе треба да се обединат против угнетувачите. Сега во угнетувачка форма многу често се јавуваат и жените. Како што тие жени исто така се како се вика тоа
под опресија на патриархатот, исто така и можеме да речеме дека и мажите капиталисти се под опресија на патриархатот и работниците мажи и како тука таа дистинција да ја направиме уствари во заедничката борба. Јас би можела да почнам за ова, да. Ние веќе многу сме разговарали на тема, така што ми е мило што го продолжуваме разговорот за и други нешта да добијат од тоа, да. Според мене тоа што е различно е тоа што ќе се навратам на тоа што го кажа веќе Јована. Жените се првата колонија. Со колонизирањето на женското тело се раѓа воопшто идејата за колонизација. Претходно не верувам дека луѓето се гледале едни со други како ресурси, но кога жената станала ресурс и някаква машина, тогаш веќе се овозможил се создала таа идеологија што овозможила да се роди капитализмот, каде што се ќе биде третирано како ресурс. Но тоа се влече почнува од женското тело поради нејзината способност да раѓа нов живот. И сега имав некоја друга поента, ама малку ми се изгуби мислата, така што можеби Јована, ако сакаш нешто да дополниш. Да, сакам да кажам, точно, клучната разлика. Јас мислам дека тоа што ти го кажуваш, нели дека сите сме разединети, сите треба да се обединиме, нема збор за тоа. Меѓутоа, како жените дошле до позиција сега да се на тие угнетувачки позиции, како дошле до тоа да се чувствуваат слободни во тоа, така? Да, тоа е друго прашање. Тоа е Затоа што постигнале, извини, некоја привидна слобода преку квотите. За учество некаде. Да, преку некакви... Тоа ми беше поентата што сакам да ја направам со квотите. Мислам дека не е тоа никаква слобода, наспротив, јас би рекла и не слобода. Особено затоа што во ваков систем, особено во толку нападен капиталистички систем, ти имаш само квота. И во таа смисла учеството на жената во општеството и во општествените работи, еве сега сме дозволиле. Сме дозволиле да се вклучи нели во политика и во економска, ама тука се тие слободни сме да учествуваме во економскиот пазарот на трудот и слободни сме да учествуваме во политиката, во подполитичка партија нели сето тоа. И баш токму се тие квоти што се најголемиот проблем. И како ама не, мислам дека не потекнува некоја слобода како што ние знаеме, како ние што ја толкуваме слободата, туку баш од тоа како е распределена моќта. И нормално кога си доаѓаш од ситуација кога немаш моќ, да имаш пристап до моќ, особено во систем што е крајно изолиран, крајно индивидуалистички, се случува сето тоа. И не е само женски проблем, но и машки проблем. Така настанал и капитализмот. Мора ти да имаш моќ што е на едно место сконцентрирана, не така лесно достапна. И баш тие така капиталистички слободи би ги нарекла, каде што да имаш некоја слобода, ама слободата потекнува таа потреба за сконцентрирана моќ. Што во суштина се претвораш во непријателот, го репродуцираш системот. Апсолутно. Само би се надоврзала кратко дека во суштина се работи за кооптација на женската борба од системот. Либералниот феминизам е токму тоа. Женската борба сама по себе не е либерална. Таа е многу револуционерна. Жените ги почнувале сите револуции во суштина, ако нели можеме да ги наблюдуваме револуциите низ таа призма и ќе да знаеме дека најчесто било така, затоа што жените се многу често се чувствуваат директно засегнати кога станува збор да се одбрани животот. Но како и со се друго, како и со секој друг обид да се пружи отпор на овој систем, па така и овој обид просто бил преземен од капиталистичкиот дискурс и од капиталистичкиот систем и бил претворен во нели алатка за негова репродукција. Па така тие жени кои што се наоѓаат на тие функции, можеби навистина мислат дека се големи феминистки поради тоа што им даваат, да речеме како што секогаш викаат, пример на други жени дека можат да стигнат на таа позиција, нели го отвораат патот и така натаму, тој глас силинг, нели стаклениот. Може да се и добри бизнисменки, успешна бизнес, успешна жена во бизнисот, богата, нели, така. Но тие, јас искрено да ви кажам, сметам дека тие веруваат дека тоа е всушност феминизам. Но повторно, тоа е ама феминизмот го гледат во рамките на капиталистичкиот систем. Мислат дека жената може да се ослободи во овие економски околности, а всушност во овие економски околности никој не може да се ослободи. Според теоријата на идеологијата на курското движење и женологијата, еден од главните методи на женологијата е метафората за двете реки. Како од секогаш низ историјата луѓето
нели, но и целиот свет, ако ги сметаме и другите видови за еднакви, живееле на некој демократски начин, односно тие ја сочинуваат таа демократска река. Но пред 5000 години, кога се појавил патриархатот, се случува едно отцепување од таа демократска река, се раѓа како не е притока, бидејќи не ја храни реката, туку баш ја зема водата на капиталистичката река. И методот е, односно, тоа е метод за анализа, бидејќи кога ќе се посаат вака работите, во секој од нас ние може да ги видиме тие две реки, затоа што капитализмот живее и низ нас, за жал. Но она што мене ми е интересно е дека прво, целата теза дека таа капиталистичка река не може да преживее без демократската река, таа се храни нели од нашиот труд, се храни од нашата земја, се храни од нашата слобода. Сега, неговата теза е дека тој зборува за тројца мажи. Војникот или ловецот, односно оној што е физички силен и млад, потоа свештеникот, оној кој што нуди некое толкување на природата и на сите природни појави кои што за луѓето биле мистерија и се уште се за нас. И на крајот стариот маж кој што веќе не може да биде ловец и не може да биде војник, значи ја нема физичката сила што му е потребна. Неговата теорија е дека стариот маж бил тој што се почувствувал како вишок и непотребен во една заедница, бидејќи нема како да придонесе, а принципот бил сите придонесуваме кон заедницата, некако. Да речеме за старата жена тоа не било проблем, бидејќи таа можела да пример да пораѓа други жени, да речеме, или можела да ги примени своите знаења и дури на стари години, дури кога веќе ќе ја снема нејзината репродуктивна способност со годините, нели? Сепак имала улога што била многу клучна. За мажот тоа не важело. И кога не можел веќе да лови, кога не можел веќе да војува, кога не можел веќе да нели да раѓа, да создава, да прави деца, едноставно се чувствувал бескорисно. И во таа ситуација, стариот маж како да развил некоја завист, да речеме кон жените и заедно со свештеникот и со војникот се сојузиле против жените. И во даден момент се што дотогаш се правило, да речеме, било многу интуитивно, целиот тој соживот, ако може воопшто така се нарече, единство со природата, хармонијата со природата, која што луѓето воопшто не ја преиспитувале, затоа што живееле во природата, нели сега ние живееме во бетонски згради, тие живееле во пештери или како и да е. Меѓутоа, свештеникот ја довел во прашање со тоа што почнал да ја анализира од позиција на наблюдувач. Значи не од позиција на некој што е дел од сето тоа и едноставно живее во склад со сето тоа, како нели пчелите јатиџе, пола за пчелите, пола за мене медот и тие се принципи, туку едноставно почнал да толкува и да дава некои видувања зошто сме тука, зошто ова се случува. Луѓето претходно не го поставувале тоа прашање зошто. Едноставно биле тука и живееле и уживале во животот. Сега тоа може би е многу идеалистички и така малку романтично, меѓутоа за целите на дискусијата можеме така да го поедноставиме. И почнал да развива всушност приказни, митологии, преку кои што така почнало порабувањето на жената, не почнало директно со сила. Прво луѓето морале да поверуваат дека има оправданост за таа сила и за тоа насил со вржените. И мора да има некоја логика, мислам, нешто да добие тој стар маж од приказната. Да добие моќ која што се чувствува дека нема или да добие улога, можеби подобро кажано. Како денес да се изоди таа борба за женско ослободување во овие наши услови, бидејќи еве постојат нели разни здружувања со претекст нели на женското ослободување и слично. Како сметате дека може да се избориме еве во денес во Македонија, во Скопје за... Јас имам два збора тука да кажам, женска автономија. Можеме да навлеземе во таа повеќе? Може да навлеземе, да, јас комплетно се согласувам. Јас тука би го додала е нешто што еве ги спомна преска капиталистичките и демократските реки. Интересно е да се види пример како настанал капитализмот кај нас во Македонија и тоа е и како битно за ти да имаш некакво ослободување од нешто, затоа што ние не сваќаме дека системот не заробува. Не сме свесни за тоа. Со самиот процес на приватизацијата имаше еден комплетен процес на деполитизација. Што луѓето не смеат да сватат дека политиката е нешто што е наше. Туку сметат дека политиката е нешто што прават политичари, што прават партии. И еве денес имаме проблем каде што не може никој не може да направи таа разлика помеѓу што е политизација, што е партизација, и дека се различни термини и дека политиката е нешто народно. Моментот кога ние ќе се вратиме политиката да биде наша или кога ќе ми ја вратиме на луѓето да ја сметаат како наша, е тек тогаш ќе имаме еден ќе го промениме мислењето и ќе почнеме да се бориме против системот вистински. Тие што се сметат себе си за политични, всушност се
добри за системот, бидејќи системот нив ги има натерано да мислат дека е добро да се ја политичен, а всушност тие ипак и тоа е политички став. И политичноста е политички став, односно индиферентност. А индиферентноста знаеме на кого му одговара. Така што и вредносниот систем наш е во служба на капитализмот. Нема, комбинирај го тоа, аполитичност се комбинирај го со индивидуализација. И што значи тоа? Пример, за една жена значи кога зборуваат за родовите улоги, за родовата еднаквост во денешен свет, денес во Македонија, и се збори за омоќување на жените, не ослободување на жените, тоа слободата више фрлена у канта одамна. Сега се збори за омоќување на жените. Што тоа значи? Значи економско зајакнување на жените. Во капитализмот. Во капитализмот. И тоа е моментот каде што го индивидуализираш проблемот и кога ти е индивидуализиран проблемот и ти си аполитичен, не сваќаш дека треба да заземеш став, дека ти припаѓаш на сето ова, дека со таа аполитичност ти го репродуцираш системот што не ти се свиѓа. Тука е моментот на пресвртот што ние треба да го донесеме на луѓето. Тоа е многу добра поента на луѓето, дури на тие што се декларираат себе си како нели аполитични, не интересира политика. Системот не им се свиѓа. Значи, нив не им се свиѓа, тие постојано го критикуваат, постојано се бесни, постојано се изреволтирани, меѓутоа не сваќаат својата улога во сето тоа, својата моќ, својот простор за разочарани добивање. во реформизмот. Јас би рекла, значи луѓе што мислат дека преку реформизам може нешто да се смени и кога ќе увидат дека не може да се смени, потоа што уште повеќе во апатија паѓаат, не знам. Бидејќи поразочарани се луѓе што се свесни за состојбите. Всушност. Ама пример потешко е овде и патот до организирање. И сега зошто е така? Зошто луѓето пример не се организираат? Еве и за секоја промена ти треба организација. Каква организација? Се разбира политичка, бидејќи промените што се барат се политички. Така. Океј, пак ќе ги повторам моите два збора. Женска автономија. Затоа е тешко да се организира левицата денеска, според мене. Тоа е моето лично видување, можеби и Јована и не се согласува скроз со мене. Во секој случај, она што јас од моето лично активистичко искуство можам да го кажам е дека постојат големи несогласувања во левите структури и движења, кои што наместо да станат, како што еве нашо сега се трудам, мислам дека на сите се трудиме и не ни успева, да го претвориме нашето несогласување во нешто што ќе биде вредно за сите, не само за нас три, туку и за тие што не гледаат. Во тие леви структури несогласувањата се претвораат во надпревар, кој ќе испадне во право, кој знае повеќе. Сега, тоа само по себе е доста патриархален концепт за кој ќе биде најдобриот. Тоа е патриархално, бидејќи няма потреба ние да дефинираме најдобар или мислам секако дека луѓе природно ќе бидат склони или ќе имаат некакви таленти и ќе бидат подобри во нешто од други луѓе и тоа ќе биде ќе имаат некаков природен авторитет кај другите луѓе. Меѓутоа наметнатиот авторитет е проблемот. Сега, мислам дека во групи каде што мажи и жени делуваат заедно, машките другари без никаква зла намера, морам тоа да го потенцирам доволно, ја репродуцираат тоа патриархална логика на барање на вистинскиот одговор, на барање на единствениот точен одговор или на барање на најдобриот одговор и човек за нешто. И тоа ја попречува слободната дискусија и ги попречува да се дојде до решенија за проблемите. Затоа што постојано луѓето се во некаков личен конфликт наместо да бидат во диалог, така. Тоа е и сега дури и мажите кои што се свесни за патриархатот и за женското угнетување, сепак тешко им е да се освестат за како тие се дел од тоа угнетување, а уште повеќе како тие самите се угнетени од патриархатот. Сега, што се добива со женското автономно организирање? Тоа подразбира структури каде што се организираат само жени и кои што може да бидат паралели на постоечки мешани структури. Меѓутоа жените во тие структури каде што сами се организираат имаат своји програми, своји цели, своји одлуки кои што сами ги носат. И со самото тоа што го имаат тој простор каде што не се изложени директно на тоа влијание и на таа постојана сомничавост, затоа што историски жената била сметана за помалку вредна, помалку паметна, помалку способна за да води дискусии и да размислува на такви теми, бидејќи за неа и тоа е многу иронично, така, нејзино е да чисти и да раѓа деца, а тоа е всушност толку клучна улога, така? И како е таа сведена на нешто банално, нешто секојдневно, тоа е една од поголемите лаги, ако не и клучната лага. Меѓутоа, кога жените ќе се најдат сами во една организација и кога ќе можат слободно да кажат, јас ова не го знам, вие што мислите за ова? Без да се чувствува дека тоа ќе ги направи да потврдат таа патриархална теза дека жените не ги бива и не знаат да дискутираат политика или да водат политика или да било што. Всушност, така им се ослободува духот
стануваат едноставно поавтентични, свој, поискрени со себе, но истовремено и се освестуваат за колку всушност тие од секогаш го организирале животот, баш во домот со децата, каде што ги одржувале во живот сите членови на општеството, така? И колку организација е потребна за тоа и колку до ден денешен нормално, сето тоа паѓа на грбот на жената. Но наместо ние тоа да го гледаме како некаква мислам дека тоа е можеби една смена на тези што би сакала јас да ја постигнам, кога да гледаме како некој товар на жената, треба да гледаме како нејзината главна сила и всушност главен аргумент зашто жената треба да предводи револуцијата и треба да го предводи општеството додека не се ослободи, бидејќи таа веќе го има извежбано тоа организирање на домакинството. И ако ние сакаме да размислуваме за економијата како за домакинство, наместо како за трка за профит, така, тогаш апсолутно жените се тие што го имаат тоа знаење наместо мажите поради патриархатот, не оти мажите не можат, туку затоа што така биле уредени работите. Впрочем, политичкиот систем е тој што го уредува општеството. И во таа смисла, кога ние живееме во капиталистичко извини, економскиот. Чекај? Може, мислам да, зошто економски, зошто политичкиот? Политичкиот економски, би го нарекла политичкиот економски, затоа што капитализмот е економски систем и тоа е економијата со која се уредува еден политички систем. Да. Иако земеме дека политичарите генерално се капиталисти кои што се имаат фирми позади и после конкретно тоа. Од кога ќе заврши со мандатот ќе се врати да се биде директор газда каде што е. Така што ги налагаат општеството и тука е моментот на акумулација на тоа богатство кај таа класа. Секогаш кога ти имаш капиталистичко општество, кога имаш капиталистички систем, тоа одма подразбира дека ти имаш патриархален систем. Зашто мора да се репродуцираат тие родови улоги. Мислам, не е дека таа капиталистичка теза дека жената го репродуцира животот затоа што раѓа деца и во таа смисла го репродуцира и родовите улоги. Затоа што патриархатот не им се учи на мажите, им се учи на жените. И на мажите? И на мажите што размислуваат патриархално, зошто размислуваат? Така се воспитани. Така се воспитани. Тоа е, мислам, сакав да го кажам дека не е нешто што им се учи само на мажите. Им се кажува на мажите, туку и на жените им се кажува сето тоа. Затоа што мора да се репродуцира тој систем. И единствено преку едукација и баш преку тоа е нешто што го прави левичарството, затоа што ние одма сега ги ваѓаме секирите и правиме револуција, туку прво е нешто што прави сите левичарски кругови е едукација. И нешто што трае цело време, да, едуцира и организира. И баш преку такво делување, баш преку такво делување ние може да ги разбиеме сите тие. Затоа што многу луѓе не се свесни дека постои друг економски систем, освен капиталистички, или комунизмот, колку и да е демонизиран во популарната култура. Па добро, комунизам никош не постоело до сега, све било до сега обид на социјализам, значи бидејќи жените не ја предводат револуцијата. Па не, октомвриската револуција е почната преку марш на жени. Се слагам. Така што но каде после исчезнале каде како што исчезна цел тој систем, не исчезна само жените, бидејќи пример Александра Советскиот сојуз имаше првпат жена политичар, жена дипломат, значи првпат градинки се отворија во Советскиот сојуз. Ако не го земе во предвид тоа од овен претходно што имал во својата фабрика градинка, значи баш Александра Колонтај предлага да се отворат градинки за жените да бидат слободни, да се ослободат од чувањето на деца и чувањето на децата да биде општествен труд. И во Советскиот сојуз првпат децата се чуваат како заедничка задача на целото општество, така што не се тие мали. Не се мали, се согласувам апсолутно. Пример 8 март, не дека нешто неработен ден, ама кога ти некој празник го ставиш на ниво да е неработен ден, значи тоа пак говори за твоите вредности кои што ги имаш. Долго време кога таа политичка мисла и тоа политиката не било во рацете на жените. Мислам и тоа е се уште во патриархално, особено во конзервативно општество го гледаме колку жените не се охрабрени политички да говорат да учат политички. И во таа смисла и либерализмот го прави истото нешто. Во таа смисла само по-конзумеристички. По-софистицирано, по-смешно, по-интересно, па. Во автономни структури прво нешто што кога се формира женска автономна структура се збори за кои се нашите проблеми. Ние градиме автономна структура за да ги ослободиме жените, туку се формираат такви автономни женски структури конкретно затоа што има некои проблеми што на сите не се заеднички. И моментот
ако ние успееме да му кажеме на жените дека со истите проблеми се соочуваме. Затоа што насилството е еден од клучните проблеми. И се случува на жени од висока и од ниска и од средна и од сите класи. Да, и е тоа кога ќе може да се сфати дека тоа потекнува од таков насилен систем, тоа е нешто што автономна структура би го правела, што е многу тешко да се кога имаш ти мешани структури, многу е тешко да се фокусираш на само женските проблеми. Женските перспективи. Ама дали се вон од општите перспективи женските? Не се вон, ама ти треба автономна структура за да се осеќаш доволно удобно за ти да зборуваш за сите тоа. Особено за дали пример не влегува тоа во идентитетски политики ако сите се делат. Пример да речеме женско автономно организирање автономно на ЛГБТ заедницата, на ова етничко малцинство, на она религиска малцинска група, дали со такво разединување пример, ако не има еден чадор што ги собира сите, не се оде во идентитетски политики, што не се согласуваме трите со тоа. Не се согласуваме и тоа е либерализмот, всушност. Вика дека ти треба да се изолираш, што кај ЛГБТ луѓето треба да ЛГБТ ствари. Само тоа, да. Што не е поврзано со нешто друго, да. А се е поврзано. Се е поврзано. Диалектички процес, се е поврзано. И моментот кога ти треба тие автономни структури секогаш да се осеќаш доволно удобно за ти да можеш аргументите да ги формираш кога би се обединиле во една мешана структура. Беше кога можеш да ги прецизираш твоите проблеми, затоа се добри автономни структури, затоа што можеш да прецизираш дека ова се нашите проблеми, кога ти доаѓаш во мешана структура, тогаш сваќаш дека се заеднички проблемите. И тек тогаш го имаш тоа масовно организирање на луѓето. Ние не сме стигнати со тоа. Сака да кажа дека автономното женско организирање не е спротивно од заедничко организирање. Апсолутно не. Треба двете да се случуваат. Треба двете да се случуваат. Само што мислам дека тоа е идејата, дека едноставно се дава дополнителен простор за жените да се организираат поради историската неправда, за тие да ја откријат својата историја, бидејќи тоа не може да го прават или можеби можат, меѓутоа мислам дека е многу поефикасно да се прави во автономна женска структура, да се истражуваат тие теми, апсолутно би било корист и од користи за машките другари. Меѓутоа едноставно е поинаков пат, и поинаков процес и поинаков пристап. И жените треба да си го повратат своето сепство кое што имаат земено. Меѓутоа, интересното е, ова е пак уште една моја лична теза и предпоставка дека жените сепак, колку и да се патриархални, сепак се посвесни за неправедноста на системот, баш поради тоа што се многу директно и очигледно и отворено угнетени. Значи, угнетени се преку закони, угнетени се преку религиски приказни, угнетени се преку буквално целата култура ги угнетува. И тие не може да не се свесни за тоа. Но мажите, проблемот со мажите е што тие, во сите тие приказни и закони, се наврват. Тие не се угнетени. А всушност наврвот се многу малку од тие мажи, така? Другите мажи само им помагаат на нив да останат наврвот и всушност им се подчинети. Жените се многу посвесни за промената како вистинската природа на животот. Дека всушност целиот живот е една промена. Не животот како човечкиот живот. Зборуваме за природата така која што постојано во некоја трансформација. За да не бидам толку долга, сакам уште нешто само да кажам. Интересно е со статичниот поглед, како курското движење го поврзува тоа со државата, бидејќи на англиски state е состојба, нели? И држава. И сега тие го нарекуваат тоа statist mentality. И тоа во исто време за нив значи и статичен менталитет на животот, поглед на живот, но и менталитет на, нели, уредување во држава каде што има некаква одвоена класа на политичари или на управители со општеството и апарат што се тоа го организира. Тие зборуваат за да се секне државата. И пак ја се навратам тука на двете реки. Значи тие велат, ајде што е можно повеќе луѓе да приклониме кон оваа демократска река, за да ја исушиме таа капиталистичка река. Веќе да нема што да се храни, да ја преземеме таа вода, да си ја земеме ние назад. И така постепено и нивната формула, така ја нарекуваат, е држава плюс демократија. Значи, јас прво тоа на англиски кога го слушнав прв пат state plus democracy, мислев дека е stateless democracy, значи демократија без држава. И тоа беше окей, супер. И после кога видов дека е држава плюс демократија, бев, како е тоа можно, нели? Но тоа што тие сакаат да го кажат со таа многу едноставна и доста симплифицирана или формула, е дека тоа е тоа што се случува во држава. Тие се во држава, меѓутоа таму функционираат автономно. Во рамките на таа држава. И еве сега гледаме дека преговараат со таа држава. Добро, но пак треба да се земат геополитичките околности кои се во регионот и материјалните услови, тоа што го зборуваме постојано. Дека едноставно во материјалните услови кои што денес постојат, ние не можеме да објавиме војна на државите. Тоа не би било можно, но можеме
да развиваме вакви автономни заедници. Тука е многу важно затоа што кога нема таква либерална сила што ги кооптира овие работи. Од една страна што кооптира градењето на јавна свест. Затоа што ние гледаме паралели во либерализмот, гледаме конкретни паралели на нешто што е левичарско дејствување, земени без суштина и само реплицирани, репродуцирани и буквално се направени за да се шири некоја идеја без суштина. Да, тоа е поради тоа нема таму либерални толку струи, поради тоа што се на друг континент и малку позатворени земји каде што можеби толку не може допре, да се допре, инаку да беа во Европа, мислам, друга прика. Да, случува на Блискиот Исток целата оваа работа. И затоа, еве, да можеби малку да ја локализираме темата, што е типично за Блискиот Исток и што е сега типично за Балканот. Разновидноста на културите и религиите. Кое што во западниот свет, во Европа, ја нема. Таму е многу посилен тој идеал на хомогена нација и така натаму. И претходно бил, значи, и пред да се родат државите, еднодржавите. Но на Балканот секогаш кога биле, нели, сме биле некаква колонија, во рамките на таа колонија нас ни била оставена слобода, да речеме, да некаде да си религија. Да, така. И сега сето тоа постои и сите тие луѓе и народности живеат заедно со векови. Тоа се случува на Блискиот Исток и всушност нив таа идеја за држава им е многу наметната. Не доаѓа, не е толку природно да речам родена. Сега може да се анализира поинаку историјата, меѓутоа тука сега и тоа е тоа што всушност го сватил Оџалан дека ако курдското движење се бори за независен Курдистан како држава, пак нема курдите да бидат слободен народ, бидејќи повторно ќе бидат ставени во тие рамки на државноста. Но ако сакаат вистински да се ослободат, тогаш апсолутно мора да го ослободат светот, нели? Тоа е за мене тоа е најмокната, најинспиративниот момент за нивното движење, бидејќи тие не застануваат на себе си, на својата култура и на своето. Туку тие сваќаат дека тоа е проблем со кој што проблем, како да го кажам, интернационализмот го зема како принцип. Меѓутоа тоа ми беше зборот дека ова што сега се случува на Балканот е многу податлив за една таква револуција која што би самоорганизација како нов модел на управување, затоа што луѓето никогаш и толку можеби и не биле убедени од државата, а сега се далеку, нели многу национализам постои. Меѓутоа истовремено постои таа ја со комшијата за Бајрам баклава си јадеме, нели го има тој момент. Каде што да речеме западните земји, мигрантите, и ова Трамп што го прави со нив, тоа е веќе нешто сосема друго ниво. И затоа верувам дека ние можеме всушност да сме регион кој што ги има соодветните материјални околности и услови за да биде некаков зачеток на демократски конфедерализам во Европа, на овој континент. Не само тоа, мислам дека кај нас и многу, мислам на Балканот многу скоро се населува капитализмот, затоа што ние сме имале обид за социјализам, да изградиме комунистичка држава во таа смисла, условно кажано, каде што ќе се прекине, ќе живее еден таков Балкан. Што да, не успеало, ама ја имало таа идеја и ние уште се сеќаваме на таа идеја. И што е најважното нешто како тие револуции што сме ги имале тука, мини револуции, како и да било, како тие револуции лични што сме ги имале, каде што сме сваќале дека треба да имаме соживот и да живееме едни со други во такво заедништво, тие се тие политики на сеќавање што се уште ги негуваме. Што е нешто што на западниот свет се загубило комплетно. Немаат политиките на сеќавање, да се сеќаваат за како било животот, каде што имаш достоинствен, пристоен живот. Е нешто што не постои. Они мислат дека биле така функционирал капиталистички светот за секогаш. И се борат за капитализам, за реформиран капитализам. Се бориш за индивидуално ти да имаш да имаш моќ и да имаш капитал. Да. Не се бориш за ти да живееш во заедница, затоа што едноставно нема ни социјален живот. Да. Што кај нас е нешто што опстои, зашто ние имаме соживот, го имаме тоа заедништво. И баш тука е тој потенцијал што никогаш не треба да го пропуштиме, зашто ги имаме тие сеќавања, ги имаме тие примери што може што се живи. Да, и само да се добрзам кратко, и баш поради тоа што поради болниот распад на Југославија, кој што се потпира на национализмот и на идејата за држава нација, затоа луѓето мислам дека би биле отворени да ја отфрлат идејата, затоа што тоа ги повредило многу, ние сме истравматизирани од тоа. И уште од пред Југославија мислам постои идејата за Балканска федерација. Да.
Значи уште еве жени две ке спомнам Роса Плавева и Накија Бајрам. Значи исто така организациите каде што тие членувале се бореле за Балканска федерација, не за Македонија, Србија, не знам што, туку за федерација. Сега тој сон заживува. Сега со српското движење, со ова што и кај нас некако почнува да се движи, грчкото движење, таа идеја за Балканска конфедерација е апсолутно била веројатно цело време жива, но сега добива нова сила. Да, можеби условите ќе го наложат тоа, битно е ние да сме спремни кога ќе дадат условите. И тука би кажала и мала една интервенција би ставила за баш за тоа кога стигнал капитализмот, со тој насилен процес на приватизација. Тоа е многу насилно и многу болно. За западните држави да се роди тој капитализам, тоа било некој процес што требал повеќе години. Кај нас тоа се случува во рок од 10 години. Каде што се создава екстремна сиромаштија и ти имаш екстремно богатство и ти имаш работничка класа што буквално го живее тој крпен живот. Таа народна изрека и имаш екстремно богатство што се акумулира и што се стои кај истите тие луѓе. И после тоа ако движење што се основа што се организира не ја зема во предвид болка на работничката класа кога ти имаш екстремно богатство, не можеш да се прехраниш едноставно, е движење што нема никогаш да успее. И тоа е нешто што треба да се го вратиме, и тоа е нешто што треба да оставиме западниот свет и либерализмот да настрана, мислам, не дека не треба да биде интернационална борбата, интернационална треба да биде борбата, во секој случај е нешто што треба да се го вратиме назад. Значи таа болка, таа бедна сиромаштија да биде некој начин што ќе не организира. Значи што би рекла јас, да се организираме на класна основа. Сам и 8 марта е работнички празник, не за женски празник за жените у кафана. Да, празник на жената работничка. Да. Тоа. Па девојки, ви благодарам за разговорот. Многу те благодарам. Баш убаво. Не знам дали беше интервју, дали беше дебата, сега ќе видим. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.